Тоа што не зачудува од денешниот разговор е неспремноста на владата и Министерството за правда да го прифатат нашиот предлог за независен, стручен правен арбитар, кој што им го дадовме уште пред 2 месеци. Предлог законот, усвоен од страна на СДСМ и ДУИ, да биде испратен на стручно мислење во Венецијанската комисија. За да не биде дека нашите забелешки, кои што се принципиелни, за независно обвинителство и принцип на субординација, да испаднат дека се политички, туку истите да добијат или да не добијат потврда од едно меѓународно тело како што е Венецијанската комисија. Но тоа што владата не е спремна да го испрати усвоениот владин предлог закон од СДСМ и ДУИ до Венецијанската комисија, ни дава право да се сомневаме дека не веруваат во собствените предложени решенија. Втората работа што сакам да ја напоменам е дека дадениот предизборен предлог на господинот Заев дека понатаму јавниот обвинител во државата ќе се бира по предлог на опозицијата било само едно лажно ветување. Од истото не сме разочарани, напротив, доколку јавниот обвинител денес треба да биде избор на владеачкото мнозинство, напоменавме дека јавниот обвинител и утре, кога ќе се сменат политичките состојби, ќе биде повторно избран од владеачкото мнозинство. И третата работа, гледаме дека власта има расположение за поинакви кадровски решенија освен Катица Јанева. И тоа е добар сигнал. Но истовремено гледаме дека не се расположени да ја повикаат на одговорност неа за превземени действија како неовластен тужител, согласно законот кој што работи јавното обвинителство на Катица Јанева. Ние сметаме дека секој обвинител, па и обвинителите во СЈ, треба да сносат одговорност доколку превземале постапки кои што значат неовластено действување надвор од законските норми, но со власта тука имаме најголеми разидувања. Ние немаме намера да се согласиме на решение кое што ќе значи амнестија за незаконските превземени действија на представниците од СЈ надвор од законот според кој што работат. Се надевам дека владеачкото мнозинство, доколку цени дека овој закон за обвинителство е битен за обвинителството, за државата и за европските интеграции, ќе најде начин, ако не му верува на ВМРО-ДПМН и опозицијата, да ја консултира Венецијанската комисија и да добие потврда за тоа што се европски стандарди за обвинителство, а кои се политички интервенции во овој закон.